Војската на Зимбабве соопшти дека ја презеде власта во земјата за да се справи со криминалците околу председателот Роберт Мугабе, кои предизвикувале социјално и економско страдање. Соопштено е дека 93 годишниот лидер и неговото семејство биле безбедни и здрави. Војници и оклопни возила, како што јавуваат светските новински агенции, ги блокирале патиштата до главните владини канцеларии, парламентот и судовите во центарот на Хараре. Ние само ги напаѓаме криминалците околу Мугабе, изјави началникот на штабот за логистика, генерал мајор С.Б. Мојо на националната телевизија, додавајќи дека очекува штом ќе биде завршена нивната мисија, ситуацијата да се врати во нормала. To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict. Во текот на ноќта во Хараре, според агенциите, се слушале престрелки и детонации. Војската го уапсила министерот за финансии Игнатиус Чомбо, водечки член на така наречената фракција Г40 на владеачката партија ЗАНУ, предводена од сопругата на Мугабе, 52 годишната Грейс, која се обидува да го наследи Мугабе. Деновиве главниот воен командант генерал Константино Чивенга се закани дека ќе интервенира за да стави крај на чистењето на неговите сојузници во партијата на Мугабе. Невидената изјава на Чивенга представува голема ескалација на борбата за наследник на Мугабе, единствениот лидер на Зимбабве, откако стана независна од Британија во 1980 година. Лани, хроничното отсуство на долари доведе до долги редици пред банките и економски и финансиски колапс, а многумина почна да стравува дека ќе доживеат кризата од 2007 година, кога инфлацијата достигна 500 милиарди проценти. Мугабе, самопрогласениот голем старец на африканската политика, владее во Зимбабве во последните 37 години. За разлика од неговиот престижен статус во Африка, Мугабе е критикуван на Западот како деспот. Се оценува дека неговото катастрофално справување со економијата и подготвеноста да користи насилство за да одржи власта ја уништија една од најветувачките држави во Африка.